Мартин Баварец го има следното прашање, вели дали при слабење опаѓа мускулната маса. Мартин, мускулната маса опаѓа ако слабењето е премногу, како да кажам, не фанатично, ама ако е премногу рестриктивно. И тука се проблематизира мускулната маса и може да се губи. Ти кога ќе погледнеш на вага, тоа да не бидат само масти и она што го посакуваме, салото да го топиме, туку да биде и вода и дел од мускулната маса. Што значи многу рестриктивно? Премалку калории во текот на денот или исфрлање на одредени групи на производи, особено е тука опасно ако почнеш да исфрлаш многу и протеини, па и јаглехидрати. Бидејќи јаглехидратите како се гориво за нашите мускули. Што би ти препорачал за да не се случи тоа? Значи, не оди со големи дефицити калориски, не би требало да одиш со повеќе од 200-300 и гледај, да речеме, ако сакаш дефицитот да намалиш 200 до 300 калории, скрати можеби од мастите како макронутриент во текот на денот, на сметка на протеините. С големи протеини, скрати на масти, јаглехидратите остави ги во количините кои што и можеби и сега ги имаш. Само нека бидат од подобри извори. Се знае, не треба да бидат од процесирана храна благо грицки, туку да бидат од зеленчуци, можеби 2-3 парчиња овоше, интегрална паста, ориз, интегрален, тоест кафеав и така натаму, значи од посложени јаглехидрати да бидат тие извори и на таков начин можеби брзината на вага ќе се намали, но дефинитивно ќе биде многу подобра телесната композиција откако ќе дојдеш до килограмите кои што ги посакуваш. Затоа внимавај со рестрикциите, можно е да намалиш мускулна маса, ако одиш во големи калориски дефицити, ако не внесуваш доволно протеин и секако процесот јас би ти го збогатил со физичка активност, особено со тежински тренинзи, затоа што на тој начин уште повеќе ќе си помогнеш да ја чуваш, па дури може да потенцијално да зголемуваш мускулна маса. Секако ова е многу генерално, поиндивидуално ми требаат многу повеќе информации за да ти дадам подобар одговор.